Дали еден глумец е овластен да коментира актерски остварувања на други колеги, односно да ги коментира Оскарите како најпрестижни филмски награди во филмската индустрија? Па ако на пекар му е дозволено леб да јаде, ако на слаткар тулумба да лапа, ако на порно глумица колбас да крка, нели, на молер ако му е дозволено да си ја искречи собствената куќа, на доктор да ја прегледа собствената жена, гинеколошки преглед да ја направи, што веројатно најтешко му паѓа на својата жена гинеколог кој прави гинеколошки преглед. Но тоа нив ќе ги прашаме. Зошто бе на глумец да му било забрането да коментира туѓа актерска игра? Особено ако актерите не се дипломирани глумци, туку лопови, измамници и терористи, кои под превозот на глумата доаѓаат до богатство, моќ и популарност, слично на холивудските звезди, мислам парите, славата и моќта, само публиката нели се осеќа заебано и незадоволно, не добила ништо за своите скапи, да не речам прескапи карти. Затоа јас, актерот и дипломиран глумец Сашо Тасевски, денеска ќе ги коментирам непрофесионалните глумци во Македонија, кои живеат нели како бубрек у лој, благодарение на глумата и се добитници на Оскари во сите категории, а највеќе во категоријата еби го својот народ, не му давај глава да дигне, бидејќи тој те одбрал да го парцаш. Не бе говеда, народот те одбрал да му обезбедиш нормален живот, а за тоа те наградил тебе како политичар со лагоден живот, не те наместил да лажеш и да крадеш и да глумиш мамето ваше професионално измамничко. Кога утре би се одржале Оскари во Скопје, Битола или Охрид, не е важно, само во Струмица не може да се одржат, не може Глобал да се преправи во сала, нели? Иако веројатно еден од најдобрите филмови е снимен таму, во главна улога на Зоки Заев звани Чак Норис на измамата, Джеки Чен на акробатската превара, Антони Хопкинс на балканското лудило и Шерон Стоун на ширењето нозе представанскиот фактор. Но да почнеме по ред. Оскари се даваат по ред. Иако во нашиот филм наречен Македонија има се, само нема ред. Повеќе личи на оние урнебесни црно-бели филмови со Бастер Китон во главната улога, каде не се знае кој паѓа на глава, а кој директно на мозок, ако пред тоа не му бил добро изяван. Веројатно на тие наши Оскари кои ќе бидат без врски, за разлика од бумамарата на Ранко, кај што награди добиваат претежно блиските, другарите, ова она, нешто како во комунизмот, а другите гледаат во излогот, пак нешто како комунизмот. На тие Оскари, Оскарот за животно дело ќе го добие Александар Антич со крштено име Али Doing Black Business, кој 25 години тука во нашава Македонија ни снима амерички филмови, ни продава прескупи карти кои ги купуваме без да прашаме. Аца Антич ти е нешто као Ал Пачино или Роберт Де Ниро на македонската клептократија, кинематографија. Човек кој дури јазикот не го знае, но сепак неговите реплики се памтат кај квислинзиве наши како Оче наш. Псе јо, како и до сега. Неговите филмови се блокбастери и ќе ви набројам неколку. Борба за териториите која прерасна во борба за човекови права. Прв дел. Колку права, толку евра. Потоа Соравија Forever. Соравија љубов моја, тоа е вториот дел. Соравија љубов моја, на внукот те давам цела. Тоа е трет дел. Јас уживам во качакот. Таа во наплатената струја. Ова е еротски филм, како еден вид на пандан на Емануела, што беше она блокбастерот од 70-тите, еротски филмови, значи Си седиме така, јас и мојата машина за пари, ја уживам во качакот, таа во неплатената струја, тоа е полниот наслов, и работиме 24/7, тоа е фактички фул насловот на филмот, иначе многу долг, но тоа е тоа. Но сепак, најголем филм е под наслов Како сум ја сјебал Македонија со помош на Калето. Тоа е акција невидена, луѓе моја, трилер акција.
Тоа се тие легендарни дела за кои ќе добие Оскар за животно дело. За гревовите од владењето на Дуи за овие 25 години веројатно ќе добие и нешто друго, ама тоа е работа на семоќниот Аллах. Ако ги чул, нели, оние од Тетовската болница, кога викаа. Оскар за машка главна улога сепак ќе добие, тука да се разбереме, Зоќе Муртинезер, звани Ајс Вентура, 1 евро, или Зоќе 1 евро, човекот кој својата глумачка трансформација ја направи во миг. За миг се вивна над звезденото филмско политичко небо. И стана голема звезда тамо. Порно звезда. Час бранител на името, час како најголем предавник, квислинг на паркинг, каде што се шитка се што е македонско. Намерно велам шитка. Затоа што тој збор доаѓа од албанскиот глагол шитет, кој значи продава. Значи го продава за пари, глагол кој Зоќе заедно со неговите сапортинг актери или овие кажи ги епизодисти, Филипсус Венсан, Дон Джонсон Дончев, Кочо Джипси Ангелков, како и целата булјумент од Шаер и Струга на чело со Мерко, одлично го користеа за да продадат се што е македонско. Оскар за најглупа, но најрасипана улога оди кај Стефчо Пендраковски, кој си го сменил на времето името во Стево за да не звучи Стефчо, па погрешка да го шипнат на црна листа, иако он ја заслужuje многу повеќе од градоначалников. Тоа е глумецот кој во глумата се снаоѓа ко петел меѓу ноеви, ама се обидува со својата душа преварантска која му плаче за да биде филмска звезда да се фали со францускиот договор. Па да вели дека он го правел, па после дека нема појма кој го правел, да го нарекува народот стока, а од него да зема дебела плата, да лаже за промена на името каде стигне, а прв да гласа, да се прави независен до гуша да е во СДС и калето како оверен соработник, да ги дупи гардистите кога цел свет го дупи него. Оскар за мунгос на македонската кинематографија, иако сака да биде меркат. Да не мислите дека ставаме меркатна слика, а пишуваме Стево Мунгос. За Стево сме измислиле кинематографијата и на крај нели доаѓа Таче. Таче нема да добие Оскар, затоа што не знае да глуми. Не знае и да дупи, зашо го дупат, ама поважно е што не знае да глуми, затоа нема Оскар да добие. Башка е толку шлакнат што го бива само за аванта и предавства. А да, и ќе победел на избори. Сега грејата е за другиве глумци да им го земеме Оскарот ако Таче веќе е предодредена победа. Ако Таче победи на овие избори, мислам дека треба нова корона да измислат и се да не потепаат као гугутки со птичи грип, за да не сереме веќе по милава ни земја ко гугутките по плоштади, затоа што после таква победа ќе нема кој да ни ги избрише ни птичите лајна. Еде прочка и помина. Вела дека само Господ простува, ама некако читајќи ја Библијата констатирав дека Дедо Боже или Аллах или Буда, кој да е, или ако сакате наречете го врховното суштество, фактички остава за после, а не простува. Така според Библијата им го нашол крајот на илјадници кои ја заебале работата. А ѓаволот кој треба нели да е на оној лошиот, некако е тенок со резултатот. Неговите се бројат на прсти. И некако кога ќе се случи лоша работа, која го погодува некој кој според јавноста се огрешил од Божјите, но од земјите закони и заповеди, истата таа јавност тоа го нарекува како карма или Божја казна. И сите го споминуваат Господ, ете Господ ќе му врати, ете гревот не се заборава, ова му е поради ова, поради она. Некако сите се повикуваат на Божјата правда, нели ако ја има воопшто во универзумот. И никој тука не го споменува ѓаволот или Сотоната или Луцифер, ако сакате, оној лошиот тип со кој нели другарувате кога правите лоши работи на штета на својот народ и државата. Намерно реков на штета на себе, затоа што не постои криминалец и предавник кој мисли дека лошите работи си ги прави на себе. О не, Боже пази, нема таков. Криминалците или се убедени дека се најпаметни, тоа се оние социопатите кои веруваат во тоа што го прават, или се сребролюбци, кои мотивирани од парите и моќта велат, а уште овој пат, не е страшно, а уште овој пат и така додека длабоко не заглават во криминал и предавство.
или во комбинација од двете состојби. И после на прочка објавуваат обично религиски извинувања од типот Господе прости ме ако сум сгрешил, убедени дека со 100 кила катран и пилешки перија на себе се перат со ладна вода, нели, од црква. Се перат ако имаш на располагање 1000 години да триеш ко ненормален и да останеш без ногти, ама во реално време да ги испереш гобнариите ти треба малку повеќе труд отколку еден пост на прочка. Некои од големите апаши и битанги одат дотаму што собираат пари за црквата. Нели ви е познато оној лик, еден капиталец кој што вежбаше аритметика во еден документарец, па после со дел од тие пари, нели, ги подкупи судијата, па стана премиер, па останатото е, нели, историја. Тоа е во тие кои Господ ќе ги третира со одложено дејство. Освен ако земјината правда не ги собере како ураган топтан, па да ги отфити за сите гревови кон својот народ и држава. И за парите нормално. Дел од тие големи верници градат цркви каде што ги градуваат, нели, дел од своите пари украдени од својот народ, мислејќи дека така ќе си ги избришат гревовите и ќе си ја смират совеста. Што, нели, по времето на транзицијата си ги присвоиле фирмите, отпуштале работници, станале милионери, си ги презеле овие бизнис конекциите со странските земји што ги имала фирмата кога не биле собственици на неа. И сега мислат, после 20 години и направени 500 милиона или милиарда евра, дека сега ќе направам една убава црквича и така ќе се отсвитам кон Господ, Господ ќе ми прости и совеста ќе ми се смири и ќе можам барем една ноќ да преспијам убаво и мирно. Гревот бара жртва, а жртвата не ја бираш ти, туку пак некој трет. Дали било тоа карма, Господ Аллах или случајност? Мислам, што реков сега, случајност. Да, дали знаете дека Божјата правда има и уште две имиња? Едното е случајност, а второто е поблиску до првово и се нарекува судбина. Но судбината е некаде помеѓу случајноста и Божјата правда, така да никогаш и не се знае што е што. Оставено е на народа да толкува, дали ако крадеш или лажеш или си предавник ќе те стигне Божја правда или случајно ќе наебеш, или судбината ти било пак да наебеш. Овие кај Буда велат карма. Ако усереш нешто, кармата ќе те стигне и готов си. Тука имаме проблем. Ако кармата трга да сјебе све што, нели, е должно оваа северна вокоебина, па тоа ќе биде погром, бе. Тоа ќе биде апокалипса. Многумина уживаат овде во плодовите на предавството, многумина се обогатија поддржувајќи го предавството. Цела една елита, групација на луѓе и нивни поданици. Ајде да видиме дали ова воопшто функционира. Еве ви еден глуп пример. Германците во Втората светска војна ја поробија цела Европа и дел од Африка. Убија милиони луѓе директно или во концентрацијски логори. Ја изгубија војната. Дали беа казнети? Не. Напротив, Америка им го спроведе Маршаловиот план, ги крена од пепелот, повторно ги направи светска економска сила, ги собра пола нацистички водачи и повеќе, што беа во режимот на Хитлер, што учествуваа во разни воени злосторства, ги собра како научници, како шефови на Гестапо, си ги излече во Америка, им даде тамо работни места во НАСА, во ЦИА, во МИА, по разни други институции, големи фирми, директори, General Motors, ова, она. Нема карма, бе. Нема Божја казна. А судбината им се наклони. Затоа што им се наклони Америка. Америка ви доаѓа како судбина. Според разни податоци кои можете да ги најдете на интернет по завршувањето, по ослободувањето на Германија 45 година, советските трупи вика ја силувале 4 милиони германски жени, а сојузничките, за кои податоците неуспешно се кријат, од прилика уште толку силуваат. Значи, самото злосторство кој германскиот народ им го направи на другите народи, како одговор на тоа злосторство доби друго злосторство. Вратка, што викаат. Мажите беа или убивани, или под стрес и никогаш немаат деца, а преку 8 милиони бебиња родени во периодот од 45 до 48 година беа со изменета генетика англосаксонска или руска. Тоа го прави злото, враќа со друго зло.
Многу лош пример, но тоа е. Германскиот народ од чистата раса на Хитлер, нели како ужасна идеја беше тоа, стана една од најмешаните раси во Европа, сигурно. А може и во светот. За која е пак крив господин Адолф. Така и со нашиве предавници ќе биде. Нешто као кармата ќе ги најде. Ја викам подобро да ги затворат и да им ги одземат парите, отколку да ни ги дадат да ги пучиме. На ебење се навикнати од странциве, ние може, мушки ќе го издржат, ние може да ги напучиме, така поселски. И да се фалат после да ви кажам. Јеби га. Македончани на Господ не му простува. Абе, каква прочка, какви бакрачи, ќе ве напучиме!